Во ова видео накратко ќе зборуваме за непрекинатост на функции. Напрво ќе продискутираме за непрекинатост на функција f од x во дадена точка c, односно во точка x е еднакво на c. За да дадена функција е непрекината во точка c, треба да бидат исполнети следните три услови. Вредноста на функцијата во точка c постои, со други зборови, f од x да биде дефинирана во точка c, или c да припаѓа на доменот на f. Тоа е првиот услов. Вториот услов е лимесот f од x кога x тежи кон c да постои, да биде некој реален број, со други зборови. И третиот услов е f од c да биде еднакво на лимес на од f од x кога x тежи кон c. Вредноста на функцијата во точката c да биде еднаква со лимесот на функцијата во точка c. Да го разгледаме дадениот график. Со овој график ни е дадена функција која што е непрекината во точка c. Дали вредноста на функцијата во точка c постои? Да, f од c е еднакво на b. Дали лимесот на f од x во точка c постои? Да, лимесот на функцијата f од x кога x тежи кон c е еднаков на b. Постои. Левиот лимес е b и десниот лимес е b, еднаков на b. Дали третиот услов е исполнет? Да, f од c е еднакво на лимес од f од x кога x тежи кон c е еднакво на b. Бидејќи сите три услови се исполнети, може да кажеме дека функцијата дадена со овој график е непрекината во точка c, во точка x е еднакво на c. На наредните графици ни се дадени различни типови на прекини. Односно, ќе разгледаме функции кои што се прекинати во дадена точка c. Да разгледаме овој график. Функцијата f од x, дадена со овој график, е прекината во точка c, бидејќи не го исполнува првиот услов. f од c не постои. Па оттаму, еве забележите, точката c е тука, ваму може јасно да се види од графикот дека функцијата не е дефинирана. f од c не постои. c не припаѓа на доменот на функцијата f, па така функцијата е прекината во точка x е еднакво на c, или може да се каже не е непрекината во точка x е еднакво на c. Функцијата дадена со овој график има прекин во точка x е еднакво на c, поради тоа што не е исполнет вториот услов. Лимесот од функцијата дадена со овој график кога x тежи кон c не постои. Зошто лимесот не постои? Лимес од f од x кога x тежи кон c одлево, значи ако разгледуваме левиот лимес во точка c, ќе добиеме дека тој е еднаков на b. Додека ако го разгледуваме десниот лимес на функцијата f од x во точка c, значи имаме лимес од f од x кога x тежи кон c плюс или од десно, тоа ни е еднакво на ова. Значи ако со x се приближувам кон c, од десно функцијата се приближува кон точка d. Левиот лимес е b, десниот лимес е d. Оттаму лимесот не постои. Бидејќи лимесот не постои, оваа функција е непрекината. Ајде да видиме првиот услов дали е исполнет за оваа функција. Да, c припаѓа на доменот, f од c постои. Но, за да функцијата биде непрекината во дадена точка, мора истовремено да бидат исполнети трите услови. Уште еднаш, бидејќи вториот услов не е исполнет, функцијата дадена со овој график има прекин во точка c или е прекината во точката c. И со овој график ни е дадена функција која што има прекин во точка x е еднакво на c
поради неисполнување на вториот услов. И кај оваа функција, лимесот во точка С не постои. Може да забележиме дека левиот лимес на функцијата дадена со овој график, кога x тежи кон С, одлево е еднаков на плюс бесконечност. Бидејќи добивме дека тој е еднаков на плюс бесконечност, велиме дека не постои, а од тому следува дека и лимес на f од x кога x тежи кон С не постои. Како што кажавме, поради неисполнување на вториот услов и оваа функција дадена со графикот, како што кажавме, и оваа функција дадена со овој график е прекината во точка x еднакво на c или не е непрекината. Како што кажавме, и оваа функција дадена со овој график е прекината во точка c или може да кажеме дека не е непрекината во точка c поради неисполнувањето на вториот услов. Го разгледуваме овој график. Имаме лимес на f од x кога x тежи кон c е еднакво на плюс бесконечност. Може тоа да го забележиме од графикот. Значи, добивме дека тоа е плюс бесконечност, може да кажеме дека лимесот не постои. Па така и функцијата дадена со овој график е непрекината. Па така и оваа функција дадена со овој график е непрекината во точка x е еднакво. Па така и оваа функција дадена со овој график има прекин во точка С. Колку е тука f од c? Може да кажеме? f од c е еднакво на b. Но ова тоа не ми значи. Само може, ако тргнете од првиот услов да проверувате дали е исполнет, ќе добиете да. f од c постои, но кога ќе дојдете до вториот услов, треба да кажете дека има прекин во точка С. Преостанува да го разгледам уште последниот график. Значи, ова беше објаснувањето од Болер. Дадената функција е прекината во точка С поради неисполнувањето на третиот услов. Односно, во овој случај, f од c е различно од лимесот на f од x кога x тежи кон c или од лимесот на функцијата f од x во точка С. Ајде да видиме. f од c постои, и гледате тука е задебелена точката, f од c постои еднакво на b. Бидејќи левиот лимес на функцијата f од x, дадена со овој график, кога x тежи кон c, значи левиот лимес на функцијата во точка С е еднаков на L, и десниот лимес на функцијата во точка С е еднаков на L. Оттаму, лимесот на f од x, кога x тежи кон c, е еднаков на L. Значи добивам дека некој реален број, може да кажам дека лимесот постои. Значи добив дека лимесот постои. Но, f од c гледам еднакво на b, значи f од c е еднакво на b е различно од L, односно е различно од лимесот, ајде тука ќе го запишам. Но, третиот услов, како што веќе кажавме, не е исполнен. f од c е b, што е различно со L, а L ни беше лимесот на функцијата x кога x тежи кон точката С. Првиот и вториот услов се исполнети, не е исполнет третиот. Поради тоа, функцијата дадена со овој график има прекин во точката С. Или функцијата дадена со овој график не е непрекината во точка x еднакво на С. Наредно ќе разгледаме непрекинатост на функции на одреден интервал. Најпрво,
da definirаме непрекинатост на отворен интервал. f od x е непрекината на отворениот интервал AB, ако и само ако f od x е непрекината во сите точки C кои што припаѓаат на отворениот интервал AB. Да разгледаме дадениот график. Ако со овој график ни е дадена некоја функција, може да кажеме, да воочиме, дека за било која точка C во овој интервал, во интервалот, во отворениот интервал AB, дадената функција е непрекината. Па така може да кажеме дека со овој график ни е дадена функција која што е непрекината на одреден интервал AB, што ни илустрира. Понатаму, да го разгледаме овој график. Во точките А и Б може да забележиме дека функцијата има прекин, односно не ни е дефинирана функцијата во тие точки. Но А и Б не припаѓаат на овој интервал. Ако земеме било која точка која што припаѓа на овој интервал, пак може да воочиме дека f од x или функцијата дадена со овој график е непрекината во сите точки C од отворениот интервал А. Б. Пример за прекин на некој отворен интервал. Во овој случај може да воочиме дека имаме прекин во точката С која што е во интервалот од А до Б. Зашто имаме прекин? Па, левиот и десниот лимес на функцијата во точка С се различни, па така лимесот не постои. Оттаму функцијата има прекин во точката С. Бидејќи најдовме една точка од интервалот АБ, најдовме точка која што припаѓа на интервалот АБ, во која што функцијата има прекин, може да кажеме дека функцијата е прекината на интервалот, на отворениот интервал од А до Б, или не е непрекината. Истото значи функцијата f od x не е непрекината на интервалот од А до Б. За функцијата дадена со овој график може да воочиме дека лимесот во точка С не постои, па така имаме прекин во С. Исто така може да забележиме дека тука имаме празно крупче. За x е еднакво на d, функцијата не е дефинирана, значи f од d не постои. Функцијата дадена со овој график има два прекини на интервалот од А до Б. Па така, оваа функција не е непрекината на интервалот од А до Б. Уште еднаш, доволно е да најдеме само еден прекин за да тврдиме дека функцијата не е непрекината на даден интервал. Понатака ќе дефинираме непрекинатост на некој затворен интервал. Значи овие работи ги имате учено детално на предавање, сега накратко ги повторуваме. f od x е непрекината на затворениот интервал од А до Б, ако и само ако се исполнети овие три услови. f od x е непрекината на отворениот интервал од А до Б, тоа е првиот услов. 2. f od x е непрекината од десно во А. Што значи непрекината од десно? Тоа веќе го кажавме. f од А да постои, лимесот од f od x кога x тежи кон А од десно да постои и тој лимес да биде еднаков на f од А. Тоа значи непрекината од десно по точка А. И третиот услов е f od x е непрекината од лево во точка Б. Што значи тоа? f од Б да постои, лимесот на f od x кога x тежи кон Б од лево да постои и вредноста на тој лимес да биде еднаква со вредноста на функцијата во точка Б. Пример на график непрекинат, односно пример на график на функција непрекината на од затворен интервал од А до Б е даден тука. Тука имаме x. Дали оваа функција е непрекината на отворениот интервал од А до Б? Да. Дали оваа функција е непрекината во точка А од десно? Да. f од А
L ili postoj, isto така и. Десниот лимес во точка А на функцијата дадена со овај график е еднаков на L, што значи функцијата f од x е непрекината во точка А од десно, со тоа овај услов е исполнет и овај видовме исто така дека е исполнет. Понатака да забележиме дека функцијата не е дефинирана во точка Б, односно f од Б. Постои исто така левиот лимес во точка Б на функцијата дадена со овај график е m. Имаме дека лимесот од f од x кога x тежи кон b од лево е m, а исто така и f од b, гледаме тука задебелена точка, е m, па така и третиот услов е исполнет. Значи f од x е непрекината од лево во точката b. Најдено ќе разгледаме два графици во кои што со кои што е дадена функција, со кои што се Наредно ќе разгледаме два графици со кои што се дадени функции кои што имаат прекин на одреден затворен интервал од А до Б. Ајде да видиме првиот услов дали е исполнет за функцијата дадена со овај график. Да, може да забележите дека f од x е непрекината на отворениот интервал А до Б. Отворениот интервал од А до Б не ги содржи А и Б. Овој услов е исполнет. Ајде да видиме дали вториот услов е исполнет. f од x е непрекината од десно во А. Што значи тоа? f од А да постои. Во случајов f од А не постои. Што значи имаме прекин во точка А. Функцијата дадена со овај график е прекината во точка А. Бидејќи не е исполнет вториот услов, може да кажеме дека со овај график не е дадена функција која што е непрекината на затворениот интервал од А до Б. Значи, функцијата дадена со овај график има прекин на затворениот интервал од А до Б. И со овај график ни е дадена функција која што не е непрекината на затворен интервал од А до Б. Да забележиме тука дека лимесот од f од x, лимесот од f од x, кога x тежи кон b од лево, е еднаков на некоја вредност, ајде ќе обележам со c, а ова ќе обележам со негоре, со c, додека вредноста на функцијата во b е еднаква на d. Бидејќи оваа вредност и оваа вредност, односно лимесот вредност на функцијата, бидејќи левиот лимес на функцијата во точка b е различен од вредноста на функцијата во точка b, не е исполнето дека f од x е непрекината, односно f од x е прекината од лево во точка b, а бидејќи тој, односно третиот услов даден тука не е исполнет, може да кажеме дека f од x не е непрекината на интервалот од А до Б. Доколку имаме полузатворен интервал, еве, од кај А да биде затворен, кај Б да имаме отворен, тогаш, ако разгледуваме непрекинатост на овој интервал, треба да ги разгледуваме само условите 1 и 2. Овој услов нема потреба да биде задоволен. Значи, треба да бидат задоволени условите 1 и 2. Доколку имаме вакво нешто, ваков интервал од А кај А да биде отворен, кај Б да биде затворен, тоа го разгледуваме првиот услов и третиот услов. Доволно е да бидат исполнети првиот и третиот услов, за да функцијата биде непрекината на овој интервал. И уште нешто, кога зборуваме за непрекинатост на одредена функција, може да зборуваме и за непрекинатост на интервал од минус бесконечност до плюс бесконечност или на вакво нешто, или на вакво нешто, или на вакво нешто, или на ваков интервал. Согласно со претходните дискусии,
Лесно може да видите кои услови треба да важат за дадена функција да биде непрекината на секој од дадените интервали.